Дали знаете дека според податоците кои се познати и запишани, во Скопскиот земјотрес од 1963 загинале вкупно 120 деца. За да биде евакуирањето поорганизирано, било формирано одделение за народна одбрана при градското собрание, сместено на игралиштето на фудбалскиот клуб Работнички, а со евакуација биле опфатени неактивните жители, жени, стари, изнемоштени лица, инвалиди и децата до 15 годишна возраст. Вкупно 105.000 лица биле евакуирани по Скопскиот земјотрес, од кои околу 30.000 од евакуираните биле деца. Дел од евакуираните, 63.200, заминале кај своји роднини и пријатели во внатрешноста на Македонија, а 41.743 биле распоредени во другите југословенски републики. Така, во деновите по Скопскиот земјотрес, Скопје извесен период станал град во кој воопшто немало деца. Дали знаете дека Ристо Зерде има своја библиографска единица во филмската енциклопедија на Лексикографскиот завод на Хрватска и тој е првиот филмски актер во Македонија? За жал, ние денес многу малку знаеме за личностите кои се истакнувале во одредени области и имале забележителни успеси не само на локално ниво, туку и на пошироките простори. Еден од нив е и првиот македонски филмски актер Ристо Зерде.